За Дуи било важно само победникот кај албанците да биде дел од владата. Дали по парламентарните избори на 12 април победник со победник ќе бидат дел од власта или можеби повторно влада ќе формира поразената партија во македонскиот политички блок. Дуи упорно велеше дека е за принципот победниците да коалицираат, но сепак истот го прекрши кога коалицираше со СДСМ после минатите парламентарни избори. Портпаролот на интегративците Бујар Османи одбегна да одговори дали можеби повторно губитникот на изборите ќе формира влада. Мислам дека една грешка е направена 2006-2008, кога во влада влезе партија која што не ја представува волјата на албанците и тоа предизвикаше длабока политичка криза, брзи предвремени избори, блокирање на собранието, затоа што системот после рамковниот договор не препознава поинакво представување, освен на тој што ја представува волјата на албанците. Тој што ќе победи кај албанците, тој ќе ги представува албанците во владата. За коалициите кои би дошле по изборите, веќе се размислува во сите партии. Лидерот на ВМРО ДПМН вели не е важно која ќе биде партијата, важна била програмата. Ако тие програми, без разлика на која политичка партија, се допрат со програмите кои што се на ВМРО ДПМН и обратно, не треба тоа да биде на насочна улица. Сите политички партии, ако добро ме слушавте, доаѓаат во предвид, вклучително и политичката партија Демократска унија за интеграција. Во јавноста гласно се говори за можна предизборна коалиција на СДСМ со ДПА и БЕСА. Лидерот на партијата Зоран Заев потврди дека таква опција е реална. Со Дуи ги решивме крупните прашања заедно во владата. Ние сме единствена партија која што има убава лепеза на избор помеѓу албанските партии на соработка. Јас верувам дека за прв пат ќе смогнеме сили да направиме предизборна коалиција со албански политички партии. Лидерот на Дуи Али Ахмети пак вели дека не знае ништо за можно коалицирање на СДСМ со партија од албанскиот блок. Господин Ахмети, извинете, се најавила коалиција помеѓу БЕСА, ДПА и СДСМ. Како гледате вие на овој сојуз? Не гледам ништо во тој сојуз јас. Затоа што не знам ништо за тој сојуз. Инаку токму Дуи поминатите парламентарни избори го прекрши принципот за кој самата стоеше дека во власта мора да бидат победничките партии од македонскиот и албанскиот политички блок, коалицирајќи со поразената СДСМ на парламентарните избори во 2016 година, иако победник на изборите со 51 пратеник во собранието, ВМРО ДПМН стана опозицијска партија.